Госпоѓо Ременски, како гледате на предстојниот изборен период? Предстојниот изборен период според мене ќе биде поприлично интересен, бидејќи се совпаѓа со одреден општествено-политички контекст во кој што се наоѓаме како земја, но реално очекувам да имаме пред се фер и регуларни избори, за да не се даде повод на ниту една политичка партија да оспорува резултати од изборите. Секако очекувам програмска понуда од страна на партиите кои што ќе трчат на овие парламентарни избори и можни коалиции. Не би алудирала на резултат, бидејќи сметам дека од оние анализи кои што доаѓаат до мене и кои што реално ги правам во изминатиот период, во општеството и помеѓу граѓаните владе висок степен на политичка апатија, што може да биде проблем за поголемите политички партии кои што сакаат да ги добијат гласовите. Но најважно е секако да имаме фер избори, без насилство, без валкана кампања, во која што искрено не сум убедена дека ќе имаме избори без валкана кампања, но секако дека очекувам континуитет на одредени политики кои што се за добробит на граѓаните и на државата, и секако атмосфера во која што ќе имаме вистинска квалитативна промена на квалитетот на живеењето на нашите граѓани. Дали сте задоволна од вашиот пратенички мандат? Знаете, оценката за задоволството е субјективна, имајќи во предвид дека ние сите како пратеници учествувавме во изминатиот период во носење на многу важни и клучни државнички одлуки кои што го трасира и го отворија патот на нашата земја кон евроатлантските интеграции. Јас сум задоволна од она што ние го направивме како пратенички состав. Знаете, секој пратенички состав има своја тежина во носењето на одлуките, но секако има и работи кои што сме можеле подобро да ги направиме. Она што мене ми остави впечаток во целиот овој, би кажала, мандат на парламентот е некои работи за прв пат се случува. Покрај тоа што ги донесовме важните одлуки за државата, успеавме да го донесеме оно што значи предуслов за евроатлантските интеграции, што се гледа впрочем и во ратификацијата на протоколите и нашето очекување за полноправно членство во НАТО и во Европската унија, но ми остава доза на горчина јавната перцепција за парламентот, која што имаат нашите граѓани. Тие се уште не се убедени дека пратениците носат одлуки од интерес за граѓаните. Имавме поприлично говор на омраза во периодите кога ги носевме одлуките од важност и за нашите сограѓани и за државата. Добивавме секакви епитети. Можам да кажам дека сме и првиот пратенички состав кој што беше под полициски надзор, односно не чува буквално пред нашите домови околу 6 месеци заради одлуките кои што ги носевме и секако повикувањето на насилство што постоеше во општеството. И секако тоа остава една нелагодност кај сите нас како пратеници и реално очекуваме ниту еден следен пратенички состав да не поминува низ периодите низ кои што ние поминавме. Тука секако не го забораваме 27 април и сето она што се случуваше во собранието, каде што директно бевме изложени на физичко насилство, за тоа постојат и судски пресуди. Меѓутоа, она што за мене е најважно е следниот парламентарен состав да се потруди да ги коригира работите кои што ние не успеавме да ги коригираме, да обезбеди една подобра перцепција за функцијата пратеник,
и да направи многу повеќе од она што ние можеби не успеавме доволно гласно да го направиме, а тоа да ја зајакнеме надзорната и контролната функција што реално ја има како многу важна функција собранието. Дали ќе се кандидирате на повикот од СДСМ за пратеник и од кои причини? Знаете, многу често го добивам ова прашање во изминатиот период во контекст на мојот партиски ангажман. Можам слободно да кажам дека и како човек на професионален и на приватен, па и на политички план, сум реализиран човек и учеството во политичките случувања воопшто не го темелам на тоа дали ќе бидам носител на одредена партиска функција или позиција, затоа што јас политиката ја сметам многу пошироко од партиското делување. Во изминатите години професионален ангажман на полето на високото образование во струка сум покажала дека можам да влијам на одредени општествено-политички процеси во државата, сум давала придонес и продолжувам да го давам. Учеството во политиката го сметам како учество, односно застапување на став, принципи за одредени општествено-политички случувања или проблеми, настани, без било каква партиска или било каква индивидуална или лична калкулација. Токму тие принципи и неотстапувањето од тие принципи го прават човек релевантен за учество во политиката. Најмалку партиската функција или најмалку позицијата во партиите. Партиите се само еден мал сегмент во целокупните општествено-политички случувања. Независно дали ќе бидам дел од пратенички состав од било каков формат на партиско ангажирање, јас останувам политички да ја водам мојата кариера како професионалец, реализиран човек, не отстапувајќи од овие принципи кои што ги спомнав. И токму во тој контекст мислам дека можам да бидам и многу потребна на општеството отколку само врамена во одредени партиски рамки. Ќе се кандидирате или не? Мојата кандидатура, кандидатурата на повеќе актуелни пратеници, партијата ги има и очекувам секако тоа да биде оставено на одлука на партијата. Секако доколку се мерат придонесите во досегашното политичко учество и доколку се мери квалитетот на кандидатите кои што ќе бидат предложени, очекувам да соодветствуваат секако на тие одлуки и критериумите да соодветствуваат на тие одлуки. Знаете, малку јас јавно ја коментирав паролата со која што излегува мојата политичка партија, дека ги бираме најодговорните пратеници од независноста до денеска. Тука има две варијации на таа парола, или од сите пратенички состави до сега кои што го представувале Социјалдемократскиот сојуз ќе ги изберат најдобрите, или пак ќе има повеќе одговорни пратеници. Се надевам тоа не иде во насока на тоа дека досегашните одлуки на пратениците биле неодговорни. Се чувствувате ли како жртва на вашата партија СДСМ со оглед на тоа што сте времено суспендирана од нејзините органи поради случајот Меѓународен сојуз? Ова ми е малку така прегрубо формулирано прашање, но секако ќе одговорам. Значи, години наназад, како што и кажав претходно, застапувам одредени принципи и ставови во моето делување, кои што не се така политички пожелни. Кога мислам на принципи и на ставови, мислам дека една од главните квалитативи на секој политичар треба да биде самостојноста во носењето на одлуките, независно
од индивидуалните реперкусии. Тоа што го зборував дека и како индивидуа и како професионалец во моето досегашно општествено-политичко делување никогаш не сум калкулирала со тоа доколку нешто направам, дали што добивам, а што губам, или ако донесам било каква одлука за гласање, дали тоа ќе влие на нешто што добивам или што губам. Во политиката, знаете, калкулантството е некаков скриен принцип и секој некако низ таа призма, низ принципот не се замерува и ги води и делува своите активности. Јас во досегашното мое политичко делување и општествено, како што кажав, никогаш не сум калкулирала со тоа дали добивам или губам нешто. И можеби токму тој мој крут став по одредени принципи на делување, кои што највеќе се сведувале по прашањето на одговорноста и борбата против организираниот криминал и корупцијата. Знаете, години наназад јас застапувам ист став. Тој е непроменет. Дека мора да има длабинска реформа во институциите, не само површна или законска, легислативна. Мора да има одговорност за политички монтираните случаи. Мора да има одговорност за глувонемоста на институциите во периоди кога масовно се кршеле човековите слободи и права. И знаете, кога ќе ги потенцирате тие принципи и ставови и во време кога вие сте власт, делува дека малку излегувате од таа, би кажала, од тој шаблон на ненапаѓање или на некритика кон своите, но не сум сигурна да кажам дека сите и не лично ги сватиле моите критики, има и такви кои што лично ги сватиле критиките. Не би давала оценка дека сум жртва на мојата политичка партија, повеќе би кажала дека сум жртва на структура која што на суптилен начин наметна одредена состојба или перцепција во мојата политичка партија, да се зазема одреден став према одредени припадници на партијата и врз основа на тоа да се дозволува политичко делување или не. Но јас би кажала дека сум жртва на моите принципи, на мојата искреност и како правдолюбив човек кој што делувал и досега на ова професионално поле, сигурно нема да се штедам и мојата критика и пофалба ќе имаат сите во зависност од тоа како гледам на делувањата во оваа сфера. Како го запознавте Бојан Јовановски? Пред да ви одговорам на ова прашање, сакам да дадам една констатација. Значи, во изминатиот период, би кажала година, повеќе од година, бевме сведоци на едно општествено лицемерие, па би кажала и индивидуално лицемерие, една веќе искреирана перцепција за Бојан Јовановски. И знаете, секој позитивен говор или секоја позитивност кој што секој позитивист во принцип ќе сака да ја извади на површина за кога зборува за човек, би наишло на осуда. И ние можам да кажам дека во изминатиот период, борејќи се за едно општество за сите, видовме всушност колку сме ние дискриминирачко општество. Кога зборувам за дискриминирачко општество, мислам на фактот дека додека на човек не му се случи нешто, сите сме во ред со неговото делување, со неговиот начин однесување, на сите ни е добар за дружба, на сите ни е добар на маса. Меѓутоа, кога ќе се најде во одредена неволја, сите некако се дистанцираат и тука е можеби најголемото општествено лицемерие кое што го живееме апропо сликата за Бојан Јовановски. Во овој контекст јас како човек, ова го човечки го кажувам, не како човек кој што го познава Бојан, можам да кажам дека во ниту еден момент на
досега. Како човек не сум поценила никого. Никогаш не ми било важно дали доаѓа од општествен статус за да ми биде пријател или е човек од обичните граѓани. И само без предрасуди можете да ги прифатите луѓето и да имате коректна комуникација. Јас Бојан го запознав сосема случајно во периодот кога дознав дека всушност во борбата во кадровските непринципиелности што се водеа за време на мојот мандат како технички министер за труд и социјална политика, сум спасила неколку вработени од отказ од работа, затоа што пријавиле криминал во секторот во кој што работеле. Го запознав како чин на желба да се заблагодари за спасот на неговата мајка, која што дознав дека работи во труд и социјална политика. Меѓутоа, мислам дека во тој период, може би неблагодарно тоа јас да го зборувам, има луѓе кои што тоа и го доживувале и ќе го посведочат, ако сакаат, дека тој беше своевидна служба за социјални работи. Не е убаво да ги заборавиме гестовите кои што ги правеше во тој период за многу семејства, на кои што институциите не можеа реално да помогнат. И во таква една спонтана комуникација ние станавме пријатели кои што делеа идеи, споделува размислувања за актуелни општествено-политички состојби, но секој кој што го познава Бојан ќе каже дека е добар принципиелен другар и дека е добар за друштво, добар за забава. За жал тоа не сакаат сите да го признаат. Моето познанство е можеби помалку во споредба со познанството што Бојан го имаше со други мои сопартици, други лица од јавниот живот, политичкиот живот, од бизнис заедницата. И не можам во тој контекст ништо да кажам повеќе или помалку од она што го опишува моето познанство со Бојан, кое што е, би кажала, на нормални граници и нивоа во кои што сме комуницирали. Дали знаевте за неговата блискост со екс-специјалната обвинителка Катица Јанева? Знаете, тоа е веќе влегува во доменот на приватниот живот. Јас ниту за себе сум дозволила, ниту верувам било кој што е мој познаник дозволил да споделува детали од комуникации или средби со луѓе кои што ги имал. Познанството е една работа, како што кажав, не би знаела да оценам за квалитетот на нивната комуникација и нивното познанство, но пак ќе кажам, како со Катица Јанева имал комуникација со многу видни луѓе во јавниот и политичкиот живот, мои сопартици, бизнисмени, и одговорот на вашето прашање дали сум знаела за нивната комуникација како одговор дали сум знаела за неговата комуникација со сите останати кои што на некој начин, како што одговорив претходно, се одградуваат од некој познанство или комуникација. Што значи вашиот статус на почесен член во Меѓународен сојуз и како воопшто дојдовте до овој статус? Ова е можеби најексплоатираното и најспинуваното прашање или реторика која што во изминатиот период провејуваше во контекст на моето учество во работата на Меѓународниот сојуз. Знаете, почесно членство јас имам во многу невладини организации, синдикати, и тоа е, како да ви кажам, тоа е виртуелна функција.
Тоа не е функција која што ве обврзува да учествувате во донесување на одлуки, да подпишувате акти, да склучувате договори или било што што е поврзано со работата на невладината организација, која што, како и секоја друга организација, има своја структура. Предпоставувам дека и по логиката на терминот почесно членство е признание за целокупниот мој придонес во сферата на социјалната и детската заштита, во периодот кога и како човек, хуманист пред се, сум била дел од не само креирањето на политиките во таа сфера, туку и директен применувач на тие политики, но повеќе сакам да зборувам од човечки, личен аспект, индивидуален, како хуман човек кој што секогаш излегувал во пресрет на повици за помош на граѓани и во тој статус предпоставувам произлегол од моите активности за кои што не сакам јас да се фалам и да ги потенцирам, но кога се доведува почесното членство во контекст со невладината организација Меѓународен сојуз, сакам да истакнам дека тој статус го имаат многу други лица и луѓе кои што можат во сличен контекст да ви одговорат, предпоставувам и со истата реторика како што ви го прикажав јас. Тоа мое присуство. Да кажеме, на таа свечена церемонија која што ја имаше Меѓународниот сојуз во Музеот за современа уметност на Кале, беа присутни бројни академици, уметници, представници на јавниот и културниот живот, градоначалници, бизнисмени, амбасадори, професори, политичари. И тогаш за прв пат со моите сопартици бевме заедно присутни на таа церемонија и повеќе од нас добивме почесно членство. Да кажеме, покрај мене почесно членство доби градоначалникот Стефан Бугоев, почесно членство доби актуелниот портпарол на мојата политичка партија Костадин Костадинов. Да кажеме, Илинка Митрева доби почесно членство. Амбасадорот Чарлс Гарет доби почесно членство. Тука беа заменикот градоначалник на Скопје, господинот Тендер Маличи, како бизнесмен, доби почесно членство. Се во контекст, предпоставувам, на идејата за една валоризација или би кажала признание за социјалното делување во моменти кога навистина требало да се помогне на наши сограѓани кога тоа и било потребно. И секое доведување во негативен контекст на тоа почесно членство, апропо актуелниот процес, би кажала дека е повеќе злонамерно, отколку што подлежи на некакви аргументи и факти. Зошто вашето име заврши во предлог обвинението за рекет 2? Во предлог обвинението се наведува дека сте го придружувале Боки 13 на средби со оштетените и со својот углед и авторитет сте му давале совети за да тие стекнат доверба дека даваат пари за валиден проект. На прашањето зошто моето име се најде во предлог обвинението за Меѓународниот сојуз, може би одговорите ќе стигнат кога никој не ги очекува. Или кога нема да биде важно. Зошто токму јас? Но верувам дека многу од тие одговори ќе ги дадат и потврдите на сите абсурди кои што го следат овој процес. Јас во таа една реченица која што стои во предлог обвинението, што е толкував и во време на истрага, и во време кога гледавме, условно кажано, некакви докази, заклучив дека можеби за прв пат во јавно обвинителското постапување авторитетот и угледот
на некој политичар се става во негативен контекст, во овој случај во контекст мој, но мислам дека ако се тргне по таа логика на негативно контекстирање на авторитетот и угледот на политичарите во одредени проекти кои што ги спроведува, независно кој ги спроведува, дали ги спроведува државата, дали ги спроведуваат граѓански организации, дали се дел од некое јавно-приватно партнерство, тогаш нема да има политичар кој што не би седнал на обвинителна клупа. Зошто? Затоа што тоа го коментирав и претходно веќе го повторам и сега. Ако поддршката во смисла на позитивна оценка за квалитетот и за општествениот придонес од одреден проект се оценува во негативен контекст. Ако јавно изнесениот збор за потребата од таков вид на проекти во нашето општество се става во негативен контекст, ако да кажеме упатувањето на законската рамка и законските процедури за реализација на еден таков проект се ставаат во негативен контекст, тогаш верувајте, помагач би можел да биде секој втор политичар кој што има намера да донесе странски инвеститор во државата, кој што има намера да реализира општествено вреден проект и би бил на обвинителна клупа секој кој што јавно зборува и застапува програмски определби на невладени организации. Ги има многу во државата и мислам дека со ова се прави и еден негативен преседан кој што можеби сега со недоволно внимание се оценува од јавноста, бидејќи имаме прилично навивачка позиција на јавноста по однос на ова невладина организација. Меѓутоа, ако истиот интерес се аплицира на други невладини организации или било какви други организации по однос на нивни проекти, може да излезе и многу пострашно од ова што е, да кажеме, актуелен интерес за јавноста. Јас и пред јавното обвинителство секако не би откривала дел од она што е наша одбрана во целиот контекст, секако да не влие на ова што значи актуелен момент во оценката. Можам слободно да кажам дека овдека имаме класичен јавно-обвинителски преседан за постапување по втор пат за ист предмет. Тоа е една работа. И втора работа дека за сета целиот процес е производ на постфестум делување, откако Бојан Јовановски е во притвор. Значи, се поставува и можеби клучното прашање зошто сите овие пријави, жалби, поплаки не дошле пред актуелното притварање на Бојан Јовановски од минатата година, туку се производ на постфестум делување на сите, и оштетени и сведоци по однос на ова. Но јас имам своја теорија за самиот процес. Најодговорно тврдам дека во ниту едно мое општествено делување како човек, како политичар, немало кривично правно делување. Значи немало криминогено однесување и за мене можеби најнесватливо како, да кажеме, може да се импутира умисла за кривично дело на професор на факултет за безбедност кој што поднел можеби повеќе кривични пријави од самото Министерство за внатрешни работи. Знаете, криминален ум може да извршува кривични дела, меѓутоа човек кој што јавно промовира реторика за борба против криминал и корупција и кој што поднесува кривични пријави, кој што седат во фиоки, не може, верувајте, просто несватливо и голем е абсурдот да му импутирате таков вид на делување. Докази нема. Ако еден адвокат каже дека на кристални нозе било обвинението, јас овдека со сигурност тоа ви го тврдам.
и верувам дека тоа ќе се докаже и ќе се покаже, а за намерите ќе зборуваме во некој следен период. Во неколку ваши изјави споменувате дека овие случаи се некаква политичко-разузнавачка операција. На што конкретно мислите? Ретко давам вакви квалификации, меѓутоа кога ќе ги дадам како квалификација, стојам за и можам да ги аргументирам. Не знам колку јавноста ќе сака да ги слушне, да ги анализира, да ги разбере, меѓутоа тие што разбираат што значи политичко-разузнавачка операција, сигурно ќе ги препознаат елементите, имајќи во предвид дека овдека не зборуваме за кривично правниот настан кој што е во процедура. Овдека зборуваме за околности кои што не биле и не се забележани од страна на правосудните органи, а кои што според мене се сериозна индиција дека случајот е малку поголем од тоа на што сака да се представи во јавност. Се сомневате дека всушност поради кривичните пријави кои што претходно ги имате доставено до обвинителството, на еден начин ви се монтира рекет? Дозволете прво да констатирам неколку работи, за да дојдам до одговорот во што се сомневам. Самиот случај рекет кој што е актуелен во судска постапка и ни самиот процес покажува бројни аномалии кои што од стручен аспект, овдека сакам да зборувам исклучиво од стручен аспект, ги нема потребните одговори на можеби клучни или валидни прашања во интерес на ова расветлување на овој голем скандал како што сака да го прикажат медиумите. Во моментот кога почна да се расветлува или да се медиумски да се експлоатира рекет како случај, него го следеа бројни новинарски непринципиелности, недржање до етички кодекс на новинари. Да кажеме, провејува многу информации кои што според познавачите можат слободно да се протолкуваат како аналитички материјал од разузнавачка служба, не од обвинителство. Да кажеме, присуството на алатките на специјалната војна, пласирање на дезинформации, дисеминација на лажни вести, дифамација на политички фигури. Сето тоа го следеше целиот процес и се создава едни општи јавни индиции, повеќе би кажала медиумска операција под плаштот на некаква борба против криминал, за да се создаде перцепција на веќе потврдена вина на инволвирани во случаја. И затоа кога реков на почетокот е многу тешко вие во ваква создадена јавна перцепција да се браните, да докажувате вистина или да изнесувате други факти кои што не се апсолвирани во јавност. И од тој аспект зборувам дека сме дискриминирачко општество затоа што веќе луѓето се осудени без при тоа да имаат можност да добијат збор и да кажат своја верзија за целиот случај, но разузнавачка операција ја гледам и од аспект на бројните пропусти што се направени во самата истрага за рекет. Па да кажеме на јавното обвинителство му беше поинтересно да се врати во 2017 наместо да се врати во ноември 2018 година. Да кажеме кога Камчеви пријавуваат на службено лице, на директор на Управа за безбедност и контраразузнавање, рекет, нели? И имате комплетно пропуштање на службени действија од страна на тој кој што добил сознанија за некаков таков вид на действие од страна на инволвирани лица. Па имате, да кажеме, снимање во куќен притвор, кој што е по надзор на Министерство за внатрешни работи,
И сега ако ги гледаме различните верзии, кој дал добар совет да се снима, кој снимал, како снимал, за по чие одобрение снимал и која е функцијата на куќниот притвор, тогаш имаме сериозно пропуштање во истрагите за кривичните дела со несторување од страна на овластени лица кои што биле должни да постапат согласно закон. Знаете, во полициското постапување имате стандардни оперативни процедури. Како при дознавање за кривично правен настан што се прави. И може секој искусен полициски службеник ќе ви каже дека овој вид на кривично дело е најлесно за расветлување, доколку секако се преземат оперативно, тактички и технички мерки за реализација на случајот. И имате, да кажеме, ситуација во која што некој тоа на своја рака си го прави, пропуштањето на службените действија. Март месец имаме голема прослава на телевизијата, на која што бевме сите присутни, целиот правосуден естаблишмент, целиот политички естаблишмент, видео честитки кои што ги упатија и лидерите на политичките партии и председателот на собранието, за да неколку дена подоцна дознаеме, односно дознаат тие на кои што им било пријавено дека се случува рекет. И сега моето прашање уште во некои претходни изјави беше: дали воопшто ќе се случило нешто доколку навремено не се превенирало? И кое е оправдувањето за непостапувањето по овој сериозен, да кажеме, сериозен случај? Понатаму има состојби кои што не би ги коментирала сега да не се разберат погрешно, меѓутоа имате голем, би кажала, хипер медиумски интерес за целиот случај, па се пренесува секој искажан збор од судница дури до запирка. Се става акцент на можеби небитни работи, но се отфрла или се занемарува интересот за стручна анализа на можеби многу посуштествени прашања. И за мене можеби зачудува моментот на брифинг на актуелен судија кој што го води случајот, апропо коментари за актуелни докази кои што се нудат во самиот предмет. Тоа според мене е и професионално недозволено и не сум сигурна дека помага во истрагата, освен не во истрагата, во процесот, освен нели ако не е целта медиумски суд, а не правен суд. Така што кога зборуваме за рекет и моето инволвирање, јас во тој период на овие действија се совпаѓаат со еден многу важен период на реформа на управата за безбедност и контраразузнавање и можам да слободно да кажам можеби комплетното отсуство на интерес за одредени прашања, со сериозно пропуштање. Но интересен од аспект што во тој процес на реформа до неколку пратеници кои што членуваме во Комисијата за надзор на работата на управа за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање доаѓаат многу интересни податоци. Како на пример? Доаѓаат многу интересни податоци, јас еден го експлоатирав во една од изјавите, а тоа е да кажеме дали непостапувањето на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, на кому му е пријавено, впрочем, рекетот од страна на Камчеви, постапил или не постапил заради фактот што живее во куќата на еден од адвокатите на актуелни обвинети во предмети на специјалното јавно обвинителство. Мислам конкретно на обвинувањата во Таргет тврдина за Сашо Мијалков и секако и блискоста со бизнисменот Орце Камчев во целиот случај.
Мене сето тоа ми остава индици за нешто, некаква поврзаност, но до ден денеска нема институционален одговор. Кога зборувам институционален одговор, не мислам на одговор на моите изјави, туку на конкретни поднесоци до државни институции, до антикорупцијската комисија, до, да кажеме, јавното обвинителство и до други институции кои што имаат и текако сериозна обврска да ги испитуваат сите овие наводи за кои што ние зборуваме јавно, но и ставаме свој подпис како пратеници и ги проследуваме. Во тој период, да кажеме, е многу интересен парламентарниот надзор, односно сознанијата дека се лажело на парламентарен надзор при нашето постапување во јуни 2018 година и за статусот на поранешниот заменик директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, господин Силјан Аврамовски. Бидејќи ги поминавме сите надзорни процедури, јас во мај месец 2019 поднесов кривична пријава до јавното обвинителство и под притисок на јавноста некако дојде на виделина таа пријава, меѓутоа експресно заврши со едно бенигно правно образложение дека се отфрла пријавата, но очекувам антикорупцијската комисија да го даде одговорот, бидејќи истиот предмет го има и таму, и за непотизам, и за овозможување незаконски за добивање на плата, што значи и оштета на буџет и така натаму, но можем да кажам дека овие се така по млаките случаи кои што дојдоа до нас како пратеници, како членови на таа комисија. Јас зборувам за тоа што сум го направила лично јас, не можам да зборувам за действијата на моите колеги кои што ги добиле тие информации. Да кажеме тука интересен, можеби и поинтересен е случајот со откривањето на разузнавачко делување на контраразузнавачка служба во странство со софистицирана, би кажала, тактичка опрема за која што имаат интерес две земји членки на НАТО и можеби за ова и најмалку зборувам, имајќи во предвид дека не сакам да доведам под знак прашалник никаков наш државен статус пред тие институции, иако за ова должат сериозен одговор институциите кои што се запознаени со целиот случај. Да кажеме, не остана скоро и недопредно едно од прашањата на тоа зошто, да кажеме, на кабинетот на претходниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање му била потребна набавка на еден арсенал на оружје и, да кажеме, динамит од 50 кила пакуван во 200 грама, во по 200 грама. Тоа е за мене можеби чувствително прашање, затоа што одговорите не се кај мене, меѓутоа отсуството на било каков интерес за овие прашања ме наведува на сомнеш дека најлесно е да девалвирате експертско мислење од професор по безбедност е да го инволвирате во апсурден судски процес и кога ќе зборува за вакви сериозни прашања да кажете дека ова обвинетата во рекет зборува. Не ја слушајте што зборува, но знаете, овие прашања не се на рекла казала, како што знаеме да кажеме, не се на исказ, овие се работи на хартија и зборуваат за еден сериозен системски деформитет што го имаме, а деформитетот ни е дека немаме се уште доволен капацитет институционално да ги впрегнеме механизмите за заштита на луѓето што пријавуваат вакви крупни случаи. Туку некако поголем интерес ни е кој каков капут носел, дали застанал часовникот на рочиште
и тоа дополнително пак зборува за отсуството на едно сериозно истражувачко новинарство кое што може да ги оправда сите овие медиумски ексцеси кои што го следат овој процес во изминатиот период. Јас искрено очекувам дека конечно ќе почнеме да се занимаваме со големите теми, дека таа реформа која што сите ја очекуваме ќе вроди со плод. Кога зборувам реформа, мислам на фокус на вистинските проблеми, а не медиумска фама. Водите неколку постапки за според вас незаконски влез во вашиот дом за време на претрес и се соочувате со обструкции. Може ли да ни кажете повеќе околу ова? Ова е можеби едно од поинтересните прашања во целокупната постапка на истрага што ја водеше јавното обвинителство тогаш и при спроведувањето на истражното дејствие претрес. Точно, водам неколку постапки. Едната постапка е пред Судот за човекови права во Страсбург. Другата постапка е се уште во Министерството за внатрешни работи и третата постапка е пред Народниот правобранител, затоа што целокупното спроведување на истражното дејствие претрес во дом е направено на крајно непрофесионален начин од страна на полициските службеници. Ова го тврдам најодговорно и како човек кој што предава полициски науки на Факултет за безбедност и можам да квалификувам едно класично непрофесионално и незаконито постапување од страна на полициските службеници. Какви документи ви одзема? Што е констатирано во записниците, што ги има изработено секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи. На 14 страни извештај има констатирано бројни прекршувања на моите права таму, бидејќи ние реално не ни бевме во домот кога се случуваше претрес. Како се случи тоа? Дојдовме многу подоцна. Значи, класично непрофесионално постапување на полицијата во смисла на кршење на сите правила при вршење на претрес. Односно, влегување во дом без сведоци, без присуство на лицето на кое што се однесува наредбата во овој случај. Јас со забрана за влез на сите затекнати дома, во овој случај моите две малолетни деца и мојата свекрва која што ги чува, и секако вршење час и пол претрес без наше присуство. Без присуство на никој во домот, што е исто така едно сериозно прекршување на полициското постапување. Доказот за незаконскиот влез во мојот дом е одземањето на DVR-от од снимачот на мониторингот, што ми беше поставен после моите протестите пред мојот дом во март 2018 година по донесување на законот за јазици. И тоа никој не ми го дозволува сега да го поседувам како доказ, затоа што ќе се види навистина, ќе се потврди ова што го кажувам. Но многу поинтересно е што при самото постапување по представка на секторот за внатрешна контрола тие се веќе констатирани пропусти што ги има направено полициските службеници, но јас тој извештај никогаш не го добив. Не го добив официјално. Добив еден обичен лист на кој што пишува дека при спроведените постапувања на секторот за внатрешна контрола, секторот, замислете се, прогласува за ненадлежен да испитува постапување на полициски службеници. Тоа е исто како лекар да се прогласи дека е ненадлежен да лекува пациенти. Но моето барање и инсистирање да го добијам извештајот, кој што го имам неофицијално, не застана тука. Јас побарав и од тогашниот министер Оливер Спасовски да го преиспита законитоста на постапувањето по представката. За жал добив одговор дека целата представка е препратена до надлежниот јавен обвинител, кој што во овој случај нема право да постапува по представка, имајќи во предвид дека ние сме странки во постапката и не е надлежен да оценува постапување на полициски службеници.
и дека мојата представка е препратена по закон за предлози и представки до надлежен орган, а во овој контекст според МВР е јавното обвинителство. Но јас не застанав тука, јас до техничкиот министер за внатрешни работи доставив едно барање за испитување на законитоста на постапувањето и добив одговор дека се утврдени бројни пропусти на самиот сектор за внатрешна контрола при постапување со претставката, дека се нотирани и констатирани и фактички таксативно наведени бројни пропусти на полициските службеници при вршењето на претресот, дека е констатирана некоординираност помеѓу полициските службеници при самото извршување на претресот и дека треба да очекувам втор извештај, претпоставувам овој што веќе го имам за веќе констатираните пропусти. Зошто? Затоа што извештај може да се прават 16 пати, но претресот и повредата на правата се прави само еднаш, а веќе оценети действија, верувам дека никој професионален полициски службеник нема да ги подведе. Она што јавноста многу би ја интересирало е дали меѓу тие документи кои што ви беа одземени имаше некои сензитивни? Па гледате, мислам дека повеќе тука фамата се крена околу тоа, отколку реално ова што зборувам, но јас ви го дадов одговорот дека дел од тие документи, односно неколку документи беа камче во мозаикот на покрупните предмети за кои што ви зборував и дека не соодветствуваат воопшто на она што беше предмет на претресот и барањето што го имаат тоаш полициските службеници, но според мене останува дискутабилен и друг момент при самото одземање на тие документи. Ниту еден од полициските службеници не побара документ дали имам право да чувам во мојот дом таков на документи, иако тие беа неколку беа дел од парламентарен надзор. И знаете, тоа непрофесионално однесување не даде одговор на прашањето дали тие воопшто смеат да ги одземат тие документи. И ако сега тие се дел од парламентарен надзор, дали јас можам да сметам дека одземањето е попречување на парламентарен надзор? Тоа е едното прашање, а второто прашање е што недозволено е одземање на класифицирана документација од други органи, доколку за тоа не постои навистина сериозна причина, но овие не се класифицирани информации и документи, затоа што со нив се прикрива кривично дело и незаконито работење, тоа го кажува и актуелниот и претходниот и актуелниот закон за заштита на класифицираните информации. Минатата недела обвинетиот Бојан Јовановски во судница рече дека му е нудена слобода во замена за исказ дека Ременски зела пари од Меѓународен сојуз. Како го доживеавте ова? Кога ја слушнав изјавата која што претпоставувам е дадена пред новинари во судница, ми провеа одредени сомнежи или потврда на одредени сомнежи во одредени периоди во изминатиот период, но исто така убедена сум и знам дека јавно обвинителското постапување и било какво службено постапување на службено лице не дозволува примена на непринципиелни и незаконски действија во изнуда на некаков исказ, некакво признание за нешто што не соодветствува и не кореспондира со вистината. Да бидам искрена, јас добив сознание за таков вид на понуда
не би го откривала изворот, меѓутоа не можев да го експлоатирам додека реално не ми беше потврден. И можам слободно да кажам дека за тоа што го имам како сознание и за тоа што го имам како факт, се заверени нотарски изјави под полна кривична и материјална одговорност. И јас очекувам, значи ние како со мојата адвокатка ги преземаме веќе нашите активности поврзани со тој исказ. Но очекуваме секако тоа да си го направи и одбраната на Бојан Јовановски, да објасни во кој контекст тоа им се случувало, но ова уште еднаш потврдува и фрла сомнеш на принципите на кои што постапува јавното обвинителство. Знаете, според мене, фактот дека татко му на Бојан Јовановски е обвинет во случајот со Меѓународниот сојуз и претпоставувам осуден во една од постапките пред Скопското јавно обвинителство, и фактот што Бојан Јовановски се уште е во притвор, кажува дека тој направил, претпоставувам, добра процека дека давањето на лажен исказ не оди во прилог ниту на него, ниту на било кој што ќе биде лажно обвинет за нешто што некој, претпоставувам, го дава како можност за да му обезбеди права што му следуваат по закон. И од тука не сакам да верувам дека она класично непрофесионално полициско постапување со изнуда на некаков исказ против некого заради некакви поволности за себе е користен во јавното обвинителство. Знаеме дека подолго време и како пратеник го истакнувате непостапувањето на основното јавно обвинителство по ваша поднесена пријава за организиран криминал во 2013-та. Дали се сомневате дека постои селективност во постапувањето на обвинителството за организиран криминал? Нема кој не знае во медиумската јавност и во стручната, па и во политичката, дека во 2013 година, во април месец, поднесов една сериозна кривична пријава за организиран криминал, за сериозна злоупотреба на државниот буџет, во изигрување на тендерски постапки помеѓу неколку ресорни министерства на штета на мојот факултет за безбедност, од тогашна позиција на продекан за настава и наука. Бомбата 19-ка, што се емитуваше во нашето партиско седиште, само ја дава потврдата за нарачките за мое тргање од таа позиција помеѓу тогашната министерка за внатрешни работи и генералниот секретар на влада, магаре нека стават само таа да не е. Значи, се совпаѓа периодот на откритие на тој сериозен криминал со тој разговор, но тоа не е најапсурдниот дел. Најапсурдниот дел е што таа кривична пријава доживува 6 дополнувања во годините што следуваат од 13-та, заклучно со 2016 година со последно дополнување, и опфаќа во списите на докази повеќе од 250 документи кои што зборуваат за фиктивноста на целокупните постапки кои што се водени, а станува збор за набавка на 3 лаборатории, тогаш нели наводно за високообразовните установи, меѓутоа во прилог на Министерството за внатрешни работи, а тоа е АФИС системот автоматизираниот систем за регистрација на траги од папиларни линии, биометриската база на податоци. Втората лабораторија за компјутерски хардвер и софтвер на кој што се прават вештачењата во дигитална форензика во рамките на Министерството, и за електронски микроскоп во вредност од некои 4,2 милиони евра.
Знаете, ако покрај сите тие докази имате јавен обвинител, Гордана Смаќовска, која што до април месец 7 години го држи во фиока предметот и 3 пати собира исти податоци, одзема податоци, документација од институции и се уште не излегува на површина што по тој предмет, сигурно дека има селективност во постапувањето. Моето инсистирање овој предмет да го добие светлото на денот е можеби и причината зошто некој сака да ме доведе во друга страна, во друга позиција, некако подносител на кривична пријава, која што е сериозна за претходната власт и опфаќа повеќе од 5 министри и неколку вице-премиери, туку да ме доведе во ситуација јас да бидам таа со која што ќе се занимава јавното обвинителство. Морам исто така да напоменам дека за ова кривична пријава која што е во фиока 2250 дена, а според закон се знае во кој рок се постапува по поднесена кривична пријава, зборува и фактот што во 3 наврати Советот на јавни обвинители одлучува по моја представка и по моја уригенција, дека јавното обвинителство добива укажувања за роковите. За ова сведочи моето пратеничко прашање упатено до државниот јавен обвинител во јуни 2018 година и дописот што го добив. И секако мојата комуникација со обвинителката Вилма Русковска по истиот предмет. Но, еве гледате, нешто се води на брза трака, а нешто останува во фиока. И јас очекувам дека оној марш што го имавме ние како политичка партија пред некој ден после донесувањето на законот за јавното обвинителство и повикот дека треба да се извадат од фиока кривичните пријави што лежат со години, јас го препознавам еден од тие предмети, токму овој предмет, кој што очекувам да добие светло на денот. Меѓутоа, Гордана Смаќовска, која што 7 години не постапува по овој предмет, за кој што има признание во комуникацијата дека е сериозен, сега е помошен обвинител во истрагата за империја. Па ако овој предмет е 7 години во фиока, мислам дека може империја и јубилеј да слави со тој тандем на обвинители во истрага. Постои ли институционален механизам за заштита на пријавувачите на сериозен криминал? Воопшто не. Ова го тврдам најодговорно и од личен аспект и секако од аспект на сите процедури кои што стојат во фиока и се во интересот на институциите по однос на сериозните пријави кои што се доставуваат до нас како пратеници. Сега може некој не му е јасно зошто ние како пратеници добиваме такви информации и такви пријави. Факт е дека законот за укажувачите подразбира и надворешно пријавување и има соодветни адреси. Надзорните и контролните тела, работни комисии во собранието се исто така адреса за пријавување, затоа што таа пријава има дава две можности. Прво да се направи надзор врз основа на таа пријава, а потоа и да се проследи до надлежни органи. Во мојата комуникација со Народниот правобранител, со антикорупцијската комисија, која што се адресите за надворешното пријавување од страна на укажувачите, добивам одговор дека тие немаат никакви механизми да обезбедат заштита до тој степен на физички интегритет на лице кој што пријавува сериозен криминал и буквално грчат рамени. Но кога другата адреса ви е јавно обвинителство и МВР за пријава на сериозен криминал, а кога имате
доказ во самата документација дека токму можеби тие институции се директно или индиректно вклучени во таков криминал, останува под знак прашалник колку може да се ужива заштита во една сериозна борба против организираниот криминал и одговорот на оној јавен повик дека секој кој што дознал за кривично дело при вршење на својата функција е должен да го пријави. Јас направив еден сериозен допис до председателот на собранието по однос на некои застанати теми во собранието, меѓутоа недвојбено сум на ставот дека како собрание и како држава многу сериозно мораме да работиме на заштита на луѓето кои што пријавуваат сериозен криминал и во ниту еден случај пратениците не смеат да бидат доведени во ситуација тие да бидат укажувачи и да уживаат права наспротив вистинските укажувачи кои што доставуваат до нас такви чувствителни материјали. Се чувствувате ли вие безбедно? Никогаш не сум била оптоварена со моментот на чувството за безбедност. Сум поминала многу турбулентни периоди во изминативе, би кажала, повеќе од 10 години. Сум знаела да се заштитам сама, но сметам дека најголема заштита е јавност. Најголема заштита е јавност. Кога ќе ги дадете информациите во јавност по однос на одредени случаи за кои што стравувате дека може да бидат земени во негативен контекст и да трпите одредени реперкусии, тогаш јавноста е најголемата заштита. Но знаете, на собствена кожа досега почувствував дека и мојата пријава од 2013 година ми се враќа во негативен контекст. Знаете, тогаш сте ја пријавиле како во вршење на службена должност, сте биле пријавувате криминал на Министерство за внатрешни работи, не добивате никаква заштита, бидејќи во тој период не постои закон за укажувачите, стоите со име и презиме, сите сведочат за тоа што го има јавното обвинителство и што го давате како аргумент кон таа пријава. И кога доаѓате во ситуација, наместо да се работи по тие предмети, вие станувате жртва на некаква интересна политичко-разузнавачка дружба на луѓе кои што се засегнати во целиот контекст, тогаш можам слободно да кажам дека основано се сомневам дека најголем дел од процесите кои што се водат против мене се мотивирани од моето професионално постапување.